првата тема утрово, првиот разговор, секако повторно од аспект на здравје, меѓутоа нешто кое што навистина не засега сите, буквално од 7 до 77, а наредната тема ни офаќа се она што значи неправилно седење, меѓутоа и лошите модерни навики кои што ги стекнавме сите. Постојаната изложеност на дигиталните уреди, телефони, компјутери си го земаат својот данок. Тоа се забележува и кај најмладите, така што поголемиот фокус ќе биде токму и на нив, кои се првите симптоми кои што се клучни за да се посети физиотерапевт и професионалец и како се тоа да се спречи. За сето ова разговараме утринава со Катерина Стеванова-Крстевска, физиотерапевт. Благодарам за издвоеното време и добре ни дојдовте во Македонија наутро. Ви благодарам на поканата. Што е она што модерниот начин на живот ни го наметна, а го чувствуваме данокот кој што тоа го зема, особено со нашето тело, болки во врат, во грб, искривувања кои што верувам како физиотерапевти се почесто ги гледате и кај повозрастните, но и кај помладата генерација. Така, да, значи модерниот начин на живот придонесува поголем дел од текот на денот да го поминуваме пред телефон, пред компјутер. Работата најчесто сега ни е поврзана со комуникација преку телефонот. Без тоа не можеме, значи сме врзани постојано и на тој начин настануваат искривување на рбетот. Односно, значи, искривувањето најнапред најчесто е на вратот, бидејќи постојаното наведнување на главата придонесува да нашата мускулатура на вратот се опушта и зафаќа некоја нова позиција која што ги оптеретува повеќе лигаментите. Бидејќи во неутрална позиција, главата тежи околу 4 до 5 килограми. А кога ни е наведната, во зависност од колку степени, да речеме од 45 до 60 степени, тежината на главата почнува да натежнува од 20 до 25 килограми, дури и повеќе, што значи дека буквално нашиот врат во текот на денот носи тежина како ранец од 20 килограми, што е многу тешко да го прифати тоа нашето тело и си наоѓа нова позиција, која што со текот на времето станува нормална, а уствари таа е неправилна позиција на главата и вратот. Исто така, значи, ова е навика за која што ние не сме свесни. Буквално и најважно е уствари прво да се освестиме како ние го користиме телефонот и компјутерот. Проблемот не е технологијата, туку проблемот е тоа како ние се однесуваме спрема неа, односно како ние работиме на компјутер и го користиме телефонот. Зошто положбата на главата, еве како што рековте, наведнување, зошто толку се мултиплицира тежината на практично на главата повторно? Така, да, настанува значи притисок многу поголем на прешлените и тие имаат значи напнатост притисок кој што не е рамномерен. И фактички со текот на времето тука имаме резултат на хроничен замор и имаме микрооштетување. Значи настануваат постепени мали оштетувања на вратот, на дисковите, на мускулите, лигаментите се обтегнати, ја превземаат работата бидејќи е важно да ја држат главата цврсто. Во однос на неправилното седење или генерално неправилното држање на телото, дали лесно се навикнуваме на истото и како всушност се манифестираат симптомите, дали секогаш се незабележителни, особено кога тоа е на самиот почеток и не можеме да претпоставиме дека навистина веќе искривувањето го имаме и треба веднаш да се реагира. Кој е тој момент кога треба да ни биде аларм за посета на физиотерапевт или во промена на навиките кои што ги имаме и посвесно да седиме во исправена положба? Така, значи, првично, навиката многу брзо се ствара. Од прилика некои 2 до 4 недели се потребни за да веќе фатиме и зафатиме некоја нова позиција на телото, на вратот. Значи, многу брзо доаѓа до таа лоша навика и откако ќе се стекне, значи, веќе телото се позиционира и се опушта и смета мозокот дека таа е правилна позиција. И кога ние ги учиме децата како да се постават правилно, значи мозокот има перцепција како да е тоа некоја неправилна положба. Значи најчесто ние го користиме оној тест со затворени очи. Им велиме на децата да ги затворат очите и да почувствуваат како го држат вратот. И они најчесто кога е правилно поставено, они мислат дека тоа е нешто погрешно, дека криво го држат вратот, уствари напротив обратно, значи бидејќи навиката е веќе стекната и мозокот прима информации дека нешто сега
чудно нешто ново правиме, уствари ние се враќаме само во почетната правилна позиција која што сме ја имале ние како деца, а сега и ние како возрастни, значи ни се настануваат оние цервикални синдроми, болките, тоа се значи симптомите кои што на почеток ги занемаруваме. Значи тоа е некоја мала болка, ќе се појде на физиотерапевт, ќе се измасира, па ќе се опушти, после тоа повторно, значи ќе се јави болката, за брзо ќе помине и ние тие состојби ги игнорираме. Некој хроничен замор, некоја мала подвижност на вратот, укочување, значи сите тие симптоми не треба да се игнорираат, затоа што со текот на времето, како минат денови, месеци, значи потоа станува болката хронична и тука значи веќе се јавуваат и некои иритации на нервите, станува состојбата малку покомплицирана. Значи се јавуваат трнење на рацете, главоболки се јавуваат, вртоглавици и тогаш веќе тоа е аларм дека треба да се превземе нешто. Меѓутоа мој совет е да не се чека, да се дојде до тие состојби, туку кога на почеток сите треба да се гледаме во текот на денот во огледало, како го држиме телото и да коригираме со време. И сега морам да ме прашам, кога ги спомнавте веќе рацете, со оглед на тоа дека нели се држат по цел ден телефоните, скролање константно. Имавме и случаи каде што гледаме децата имаат проблеми со моториката на раце. Третирате вие веројатно и како му доаѓа тоа и овој проблем? Така, да, значи најчесто се користат првите 3 прста, палецот за скролање и тука веќе другите мускулчиња стануваат пасивни. Така. Ретко е, меѓутоа се случува да дојдат и деца кои што веќе имаат некој проблем во рацете, додека кај повозрастните, каде што веќе има настанато некој оштетување на вратот, кај ни веќе тоа е малку посериозно и бара посериозен пристап. Значи со дечињата најчесто правиме вежбички за прстите да им се опуштат, да им се зајакнат и да почнат да ги користат сите прсти, а не само првите 3. Брзо се навикнуваме на неправилното седење, од она што ни кажавте, меѓутоа колку брзо можеме да се вратиме на поздрави навики и едноставно да сме посвесни за нашето држење на телото и она што може да се спречи и што зависи од нас, всушност тоа и да го направиме. И дали децата се тие кои што всушност побрзо учат за разлика од возрастите? Така, значи најнапред мора соработка да имаме и ни е потребно некои 2 до 3 месеци постојано и секојдневно повторување на новите навики за тие да ни влезат во мозокот и да ни бидат нормални и секојдневни. Значи 2 до 3 месеци е доволно за да се постигне тој ефект, а потоа е многу важно и да се зацврстат мускулите во таа позиција. Бидејќи самото постојано викање секој ден исправи се, немој со телефонот, значи тоа не помага, туку си е потребно да имаме стручна помош да се побара и да имаат правилни насоки децата. И да, децата побрзо се навикнуваат, за разлика од возрастните, бидејќи има некои работи на кои што треба да се внимава и доколку се практикуваат, резултати ќе има. Кажете ми, кои се најчестите искривувања на ребетот? Најчести искривувања се кифоза, сколиоза и лордоза. Оваа состојба, значи, најчесто е поврзана со кифозата. Односно, значи, децата кога се со телефонот и главата кога ќе ја навалат, автоматски рамењата им одат кон напред и тие се згрбавуваат. Значи, тоа е кифозата. И исто така и многу деца, особено девојчињата, се малку посрамежливи додека се во раст и во развој, па они кога се развиваат, малце се срамат, ги виткаат рамењата кон напред. Исто така тоа придонесува за да се направат деформациите на ребетот. Можам да кажам дека се почесто имаме деца кои што имаат вакви проблеми. Значи, да не речам, мама, скоро секој второ дете веќе има некаков проблем. Сметам дека тоа е последица од лошото седење, лошото држење на телото и секако технологијата која што не ја користиме правилно. Сколиозата ни е искривување во страна, односно таа може да биде на една страна или може да биде двојна сколиоза, на десно и лево или обратно, и исто така може да бидат и во комбинација заедно со лордоза или со кифоза. Значи секое дете индивидуално го гледаме и секое дете има индивидуален пристап и според состојбите и искривувањата даваме соодветни насоки. Значи овие искривувања најчесто настануваат уште во рано детство, бидејќи се користат многу телефоните, уште во рано детство, значи ги интересира, сакаат да гледаат светло, значи уште
година, 2-3 кога се мали дечињата, а потоа како растат ги употребуваат многу почесто екраните и на тој начин настануваат овие деформации. Катерина, пред самиот крај, верувам дека наистина многу брзо се развива исто така и физиотерапијата, така што како новите методи и технологии кои што вие ги користите, всушност помагаат во овие модерни искривувања и модерни навики кои што всушност на некој начин се лоши и во штетат на нашето здравје. Така, значи апаратурата напредува исто како и во секоја сфера, така и во нашата, меѓутоа во овој случај повеќе помагаат анализите кои што ги имаме научено, како да направиме анализа за секое дете поединечно и да знаеме како да им направиме индивидуална програма за секое дете посебно, да има индивидуален пристап, тогаш имаме најдобри резултати. Додека кај повозрастните помага доста, значи, електротерапијата и физикалните процедури, ултразвукот, им ги намалува болките, иритациите на нервите. Само е важно да се практикува редовно, меѓутоа клучно е движењето и вежбите, корективните вежби за корекција на рбетот и вратот. Само на крај морам да прашам, накратко, кои се наједноставните навики во текот на денот кои нормално би можеле да спречат појава на вакви деформитети и првенствено болка, се разбира? Така, значи најнапред е важно позиционирањето на телото во текот на денот. Најважно е, значи, како ќе го поставиме екранот. Наша препорака е да е во висина на очите, на тој начин ќе спречиме да нашиот врат се навалува кон напред и да се искривува. Потоа е многу важно на секој од 30 до 45 минути да се направи едно мало раздвижување, значи како еден школски час и потоа да свртиме еден круг, да се раздвижиме. Многу се важни вежбите за истегнување и вежбите за зајакнување. Исто така, доколку имаме болка, може да се посети и физиотерапевт, да се направи некоја блага масажа. Сите тие работи ако се практикуваат, али повторно ќе напоменам, најважно е свесно да го правиме тоа, да имаме нови свесни навики, да го користиме правилно телефонот и компјутерот и сметам дека нема да дојде до вакви деформитети. Значи движење. Ви благодариме на разговорот, се надам дека ќе бидеме практично коректор на посебно на младите генерации, се разбира тука се и родителите кои верувам дека повеќе гледаат нашава утринска програма со некои нови информации и нови совети, го очекуваме повторно. Благодариме.